За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите свечено печење. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. 750 грама свинска картина од бут, половина главица црвена зелка, половина килограм варени лупени костени, 1 морков, 3 до 4 лажици сок од малини, 1 јаболко, 1 коцка за супа, 4 карамфилчиња, 1 лажица шеќер, 3 до 4 лажици вински оцет, 2 лажици густин, 1 главица кромит, 50 грама путар, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 80 на минути. Во тенџере на оган налеваме 200 мл вода. Месото го посолуваме од сите страни. Го нарасуваме со мелен црн пипер. Го засекуваме месото и го ставаме во тенџерето на оган. Зелката ситно ја сечкаме. Морковот го сечкаме на коцки. Главицата кромит ситно ја сечкаме. На коцки го сечкаме јаболкото. Издинстаното месо го вадиме од тенџерето и го ставаме во тава за печење. Во тавата ги додаваме и сечканите моркови и кромит. Врз месото ставаме парче путар. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 220 степени. Во тава за пржење на оган го ставаме преостанатиот путер да се растопи. На растопениот путер ставаме од преостанатиот исечкан кромит да се прши. Ги додаваме парчињата јаболко и исечканата зелка. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот да се прши. Мешаме со лажица. Откако шеќерот ќе се карамелизира, во тенџерето налеваме 100 мл топла вода. Ги додаваме костените. Посолуваме. Мешаме со лажица. Во преостанатата вода во друго тенџере ја ставаме коцката да се свари супа. Во тавата за пржење пак ги додаваме карамфилчињата. Потоа во тавата налеваме од супата од коцка. Во садот со густинот ги додаваме оцетот и сокот од малини. Мешаме со лажица. Потоа размешаниот густин го додаваме во тавата за пржење. Налеваме од супата. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Откако течноста во која се подготвуваа костените ќе испари, го тргаме тенџерето од оган. И тавата за пржење ја тргаме од оган. Тавата со испеченото месо ја вадиме од рерна. Го вадиме месото од тавата и го сечеме на коцки. На едната страна на чинијата за сервирање сервираме од динстаната зелка со јаболка и кромит. Потоа ги сервираме динстаните костени. Уште еднаш нанесуваме од динстаната зелка. На другата страна на чинијата скалесто ги сервираме парчињата свинско печење.
2 kruga limon svitkani vo forma na osumki gi nanesuvame vrzelkata. So pogranče francuski McDonald's do osumkite od limon ja završuvame dekoracijata na svečeното pečenje. Za podgotovka na ova jadenje nam ni bea potrebni 80 minuti. So ova jadenje vi predlagame da se napijete kvalitetno suvo crveno vino od sortata Cabernet Sauvignon so purpurno-crvena boja, diskretna ovošna aroma i mirisi na višna, malina i na suvo grozje. Se služi na temperatura od 16 do 18 stepeni.